Вести на канал 8, добро вечер. Бројот на невработените според официјалните податоци за 6 години во Кочани се намалил за над 70%. Сепак, граѓаните не веруваат дека бројките се реални, односно дека невработеноста не се намалила поради зголемено вработување. Невработеноста во Кочани се намалува, така барем велат официјалните податоци од Агенцијата за вработување. На крајот од септември во нејзината евиденција биле регистрирани 2791 лице кои бараат работа, што е за половина помалку од крајот на 2012-та, кога имало малку повеќе од 7000 лица. Со тоа, општината е на 12-то место во државата според бројот на невработени, што е приближно слично на позицијата на која се наоѓа според бројот на жителите. Податоците од агенцијата нудат уште поиндикативен показател дека има подобрување во намалувањето на невработеноста. За само еден месец, односно од август до септември, бројот на оние кои бараат работа се намалил за близу 120. Уште повпечатлива е разликата од 2006 до сега. Односно, според официјалните податоци, бројот на невработени во нашата општина се намалил за над 6000 лица. На хартија изгледа убаво, но во реалноста не е така, велат граѓаните. Скептични се дека има реално намалување на невработеноста. Не е тука намалено дека тука се вработени, луѓето водат на страна, работат на ваѓица на некој начин, затоа се смета дека работноста е намалена. Мислам но комен, не сакам да коментирам. Гледам народот дека повеќе седат дома, а надам се да биде поарно, ама кој знае кој ќе биде. Кочани е над просекот меѓу општините во кои невработените лица подолго време чекаат работа. Од вкупниот број невработени, минатиот месец се регистрирани 800 лица кои се без работа по 5 па и повеќе години. Од нив 1/3 се жени. Податоците на Агенцијата за вработување покажуваат дека во септември се регистрирани пријави за засновен работен однос за околу 3200 лица. Близу 80% од нив биле надвор од евиденцијата на невработени, што значи дека само околу 680 биле оние кои чекале вработување преку агенцијата. Освен што се скептични за намалувањето на бројот на невработените, граѓаните сметаат дека и вработувањата често се на одреден рок, или пак тие сами се снаоѓаат за сопственото вработување. Мојата внука отвори флизерница дека и други до мене има што отварат приватно, што се отварат дека почнува да се вработуваат повеќе. Од сите вработувања што биле реализирани во септември во Кочани, над 1/3 биле на одредено време или за сезонски работи. Оттаму и убеденоста на граѓаните дека иселувањето на младите и работоспособни лица е една од реалните причини за намалување на невработеноста. Штедењето е мисловна именка за кочанските граѓани. Платите и пензиите не стигнуваат да се врзе крај со крај, а не па да се штеди. На 31 октомври се одбележува светскиот ден на штедењето, но кој и колку успева да тргне денар на страна? Живеачката е се поскапа, платите и пензиите не стигнуваат ниту до половина, а не пак до крајот на месецот, коментираат кочанските граѓани, кои крпат крај со крај за да го истуркаат месецот. Сметки, храна, домување и платата отишла. Штедењето денес, велат кочанските пензионери, е мисловна именка. Што преостанува од 7500 пензија? Ништо не може да се заштеде. Не сме на работа, не на пензија. Тешок живот. Младите не се ни вработени, чекат од нас. Ништо. Не може да се земаш 6 ларки пензија и што ќе заштедам. Може да вачките да платам и со што ќе заштедам. Одека? Ништо не штедиме. Па ништо нема пари одека ќе штедиме. Не запослени, не работени. Ништо не можеме, со социјално не се заштедува. Некои пензионери коментираат дека порано, кога децата им биле мали, можело да се стави некој денар на штедна книшка, бидејќи тогаш времињата биле посигурни, платите редовни и повисоки. Сега веќе ја нема таа средна класа. Граѓаните се поделени на богати и сиромашни. Воопшто не останува ни да позајмеме, не да заштедиме. Нема живота вака. Апсолутно. Администрација и само трупај, а нема. Средната класа умре со тие гадни зборови. Умре средната класа, нема. Додека не се створи средната класа, ово е се луки вода. Луѓето останаа на улица, со години без плати и придониси и не може да се зборува за штедење, туку за преживување. Желбата и мотивите да се штеди се едно,
но реалност и можностите се друго. Иако граѓаните сакаат да имаат денар плюс кој ќе им се најде во густо, навиката за штедење се уште е на ниско ниво. Светскиот ден на штедењето, 31 октомври, се одбележува од далечната 1924 година, кога на првиот меѓународен ден на штеделниците во Милано, токму овој ден бил прогласен за меѓународен ден на штедењето, која подсетува светската јавност на важноста на штедењето на економијата и поединецот. Членовите на Сдруженијето на стечајни работници од Кочани ги продолжуваат активностите откако Собраниската комисија го отфрли предлог законот за решавање на нивниот статус. На средба со пратеничката Бети Кузмановска, што е закажана за викендот, ќе се обидат да ги представат своите ставови и да побараат поддршка за нив. Кочанските стечајци успеа во настојувањето да закажат средба со пратеничката Бети Кузмановска, барање што го доставија пред 2 недели. Тогаш, како што рекоа, иако останаа со кратки ракави по комисиската расправа во Републичкото собрание, не се откажаа од барањето да се усвои предлог законот за решавање на нивниот статус. Иако незадоволни што не добија поддршка од мнозинството во Комисијата за труд и социјална политика, сепак ќе се обидат да ги објаснат своите ставови. Рекоа дека по 10-дневно договарање успеале да закажат средба со Кузмановска, што в сабота ќе се одржи во незината канцеларија, сместена во бараките до општинската зграда. Членовите на Кочанскиот огранок на УНИТ на редовниот состанок се договориле да побараат одговор зошто нивниот предлог закон не добил поддршка, но и да објаснат сопствената голгота што трае повеќе од 1 деценија. Стечајните работници се надеваат дека по средбата со пратеничката од Кочани, која е член на Собраниската комисија за труд и социјална политика, таа ќе ги промени своите видувања за предложениот закон и ќе даде поддршка за решавање на нивниот статус. Нема најави од државата дека ќе се обезбедат станови за семејствата со лош социјален статус од Кочани. Новата стамбена зграда, чија изградба се најавуваше за оваа година, се уште е само план, што неверојатно во скоро време нема да се реализира. Иако се најавуваше дека до крајот на оваа година на Драчевик ќе никне уште една стамбена зграда за социјално загрозените семејства, до сега таму нема никакви градежни активности. Ветувањето за изградбата на објектот стигна 2 дена по нова година, и тоа директно од владата. Тогаш беше речено дека неопходно е да се обезбедат станови што бесплатно ќе им се поделат на лицата од социјално ранливите категории, самохрани родители, лица со инвалидитет и деца без родителска грижа. Покрај Кочани во владиниот проект се најавуваше дека ќе се опфатат и Скопската општина Бутел, потоа Ресен, Демирхисер и Прилеп. Од Кочанската подружница на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор само кратко одговорија дека за сега немаат никакво известување дали и кога стамбениот објект ќе се гради. Нема ниту информација дали во изминатите 9 месеци бил распишан јавен повик за прибирање понуди од фирмите што ќе искажат интерес за градење на становите. Во јануари годинава беше ветено дека изградбата на нов стамбен објект во населбата Драчевик ќе биде до претходно изградената зграда. Според планирањата, во новиот објект требаше да има 43 станови наменети за семејства со социјален ризик, со вкупна површина од 1620 метри квадратни. Најавите беа дека градбата треба да заврши до почетокот на 2014 година, кога требаше и првите станари да се вселат во новиот објект. Според состојбата на теренот, повеќе од јасно е дека планирањата нема да се реализираат. Во мај 2011 година беше предадена првата зграда со социјални станови. Таа располага со 29 стана со големина од 35 до 45 метри квадратни и е наменета за деца без родители и за други социјални категории граѓани. Центарот за јавно здравје констатирал неисправна вода за пиење во селата Градец, Трсино и Трстија. Локалната самоуправа се заложи за решавање на проблемот. Освен во Трсино, зашто стана збори на последната седница на Советот на општина Виница и беше изгласана одлуката да не се коригира цената на водата за пиење додека таа е хемиски и бактериолошки неисправна, Центарот за јавно здравје констатирал дека уште 2 села немаат пристап до чиста вода за пиење, односно пијат бактериолошки неисправна вода. Се работи за селата Градец и Трстија.
каде испитувањата на водата за пиење покажале присуство на колиформни и аеробни бактерии, ентерококи и ешерихија коли, што се потенцијална опасност по здравјето на луѓето. Овој проблем се решавал само делумно со чести хиперхлорирање на водата што штити од инфекции кои особено во есен со почетокот на сезоната на дождови стануваат активни. Иако хлорот досега се покажал како добра заштита, тој не е конечно решение за неисправната вода во овие 3 винички села. Трите заеднички бројат околу 2000 жители. Локалната самоуправа се заложи да го реши проблемот, но за тоа се потребни дополнителни мерки и инвестиции. 50 крвни единици се собрани на денешната крводарителска акција на Црвениот крст од Кочани. Половината од нив побара и биохемиска анализа на крвта. Успешна крводарителска акција и на октомврискиот последен четврток спроведе Црвениот крст од Кочани. Хуманите кочанци на оваа акција дојдоа да ја даруваат скапоцената течност. Собрани се 50 единици крв. Кажете ми колку пати ја давате скапоцената течност? 11 пат. Како се чувствувате? Па многу добро. Кога знаете дека спасувате нечи живот? Па тоа е многу добро. Па спасува живот. Ќе продолжите и понатаму? Да, секако. Акцијата ја спроведе екипа на Црвениот крст на Штип и Институтот за трансфузионна медицина на крводарителите од Скопје. Лекарите задоволни од одзивот на кочанските граѓани. Од секогаш имаме заинтересираност во Кочани, така да и оваа акција тоа го докажува. Добро, дали бараат и биохемиска анализа? Па да, сите што се гладни и сите што слушнале претходниот ден за испитување, за лабораторија, им земаме. Така, дали ви недостатува некоја крвна група која е Во моментот не. Повеќе од половина од крводарителите на акцијата го испочитуваа правилото да дојдат гладни и ја искористија можноста да си направат детални испитувања на крвта. Корисниците на социјална парична помош имаат обврска согласно Законот за социјална заштита да извршат обнова на документите од 1 до 30 ноември годинава, информираат од Кочанскиот центар за социјални работи. Со обновата, како што информираат од центарот, корисниците ќе ја потврдат материјалната и бројната состојба на нивното семејство. Корисниците само треба да дојдат во просториите на центарот и формално да поднесат барање за продолжување на користењето на правото. Утре од 1 ноември, како и секоја година, имаме обнова на корисниците на социјална парична помош на документацијата, која обично трае по 1 месец. Така да и сега е редовната обнова на документите и како и лани имавме промена, значи од документацијата не треба ништо освен важичка лична карта на увид и потврди за деца од школа и ова година е така, значи за обнова на документацијата е само со важичка лична карта за сите полнолетни членови на домаќинството. Со стапување на сила на Законот за размена на информации по службена должност, информираат од центарот, постапката за обнова е мошно скратена, така што корисниците немаат потреба да ја бараат потребната документација во останатите институции, како што се УЈП и МВР. Според податоците на Центарот за социјални работи од Кочани, социјална парична помош користат 900 лица од Кочани, Чешиново, Блешево и Зрновци. Центарот за култура Бели Мугри октомври и ноември ги резервираше за прикажување филмови. По Балканот не е мртов следува ревија на руски филм. Любителите на филмската уметност во Кочани имаат ретка можност да проследат ревија на руски филмови, што ќе се прикажуваат во Центарот за култура Бели Мугри. Проекциите ќе започнат на почетокот на ноември. Станува збор за филмови режирани од Карен Шахназаров. Ова реве на филмове е во соработка с прикажувањето на ревијата е во соработка со Филмскиот фонд на Република Македонија, значи постојано тие ни нудат, односно сервираат можности, значи за да можеме да прикажуваме странски филмови, значи тие се земат својата обврска, значи околу превод, околу титлување, околу се уште немаме синхронизирани, веројатно можеби блиски на да ќе добиеме и некои синхронизирани филмови, ама пред се надевам дека тоа ќе бидат детски филмови кои ќе бидат по достапни за децата. Значи тоа се 6 филмови кои ќе бидат во 6 дена, значи ќе почнеме од 6, ќе завршиме на 12, почетокот е 20 часот. За сега се уште не е прецизирано дали ќе се наплатуваат влезници или влезот во Центарот за култура ќе биде бесплатен.
Во моментов во Бели Мугри се прикажува македонскиот филм Балканот не е мртов, по соба за пијано. Граѓаните на Кочани имаат можност да го погледнат и овој филм кој го отвори минатогодишното издание на фестивалот Браќа Манаки, а се прикажува меѓу првите градови во Македонија. Се зедоме ние за право да го прикажуваме во 5 дена, зависи од проценката на куќата кој го прикажува, значи вообичаено кај некои од колегите е по 3 или 4 дена, значи ние се зедовме да биде тоа 5 дена со можност оние што нема да можат првиот или вториот ден да го гледат или третиот, за да го видат што повеќе граѓани на Кочани пошироко. Иако ќе кажам дека вообичаено кај нас вторник и среда некако не е ден за посета на културен настан, сепак ние сме задоволни. Значи некаде првата и втората вечер некаде имаме околу по 4:45, некаде околу 45 гледачи имаме, ние сме задоволни. Стојменов смета дека не може да се очекува посетеност на филмските проекции како порано, но ги повикува љубителите на филмската уметност да дојдат во Центарот за култура, кој се обидува да створи коректни услови во салата како затоплување и слично. Паралелно во Бели Мугри се поставува нова театарска представа за возрастни, а тече и литературниот конкурс по повод годишнината од издавањето на антологиската збирка на Кочо Рацин, чиј наслов како име го носи оваа културна институција. Намерата е конкурсот да стане традиционален. Тоа беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви благодариме за вниманието. Довидување.